Задачата гласи да се најде правата која е пресекот на рамнините 3x плюс y минус z минус 3 е еднакво на 0 и минус y плюс 2z е еднакво на 1, доколку постои. Две рамнини може да бидат паралелни, па да нема пресек. Да видиме дека тука има пресек. Еве ја првата рамнина. 3x плюс y минус z минус 3 е еднакво на 0. Еве ја втората рамнина. Минус y плюс 2z еднакво на 1. Еве го пресекот, што е права. Да ја цртаме. Значи, бараме равенката на црната линија, правата. За да најдеме равенка на права, ни треба точка и насочен вектор. Ја бараме точка. Та е пресек. Така. Сега, има полно точки тука. Веројатно има една точка каде што x е еднакво на 1. Ако испадне да нема, тогаш ќе пробаме y еднакво на 1. Ако нема, z еднакво на 1 и мора еден од тие три случаи да има точка. Ние ќе пробаме со x еднакво на 1. Ако заменуваме ова во овие две равенки, ќе добиеме две равенки во две непознати, што можеме да ги решиме, ако има решение. Значи имаме 3 по 1 плюс y минус z минус 3 еднакво на 0. И имаме, тука нема x, значи само минус y плюс 2z еднакво на 1. Ова ни е системот. 3 минус 3, значи y минус z еднакво на 0 и минус y плюс 2z еднакво на 1. Користиме елиминација, значи ја решиме првата равенка, y еднакво на z, ја заменуваме во втората, плюс 2z еднакво на 1, y еднакво на z, тука имаме z еднакво на 1, сега тоа значи y е еднакво на 1 и z е еднакво на 1, и ептен ја што имавме ова задача, зуба точка да има, ова е a еднакво, ова е a еднакво на 1, 1, 1. И убава точка и да можеме да ја цртаме. Значи 1, 1, 1. Еве е точката. На правата која како пресек. Сега, второ, ни треба насочен вектор. Го заблежиме R, P. Значи, насочен вектор на правата P. Сега. Правата лежи и на едната рамнина и на другата рамнина. Значи, правата е паралелна со двете рамнини. Од овие равенки, што можеме да вадаме од рамнините? Можеме нивните нормали. И сега, ако правата е паралелно со рамнината, тогаш е нормално на нормалата. А од тоа следува дека правата е нормална на нормалите на рамнините. И сега да ги најдеме нормалите. N1. Коефициентите на x е 3, на y е 1, на z е минус 1. Мора да бидат на истата страна за да се вадат коефициентите. N2 на истата страна се, само што нема x, значи 0, па минус 1, па 2. Сега, правата е нормално на нормалите, то од векторска анализа знаеме дека тоа значи дека RP е N1 векторски производ N2. А тоа е детерминантот. Значи, И од К, ќе пишеме колку да знаеме како да ги организираме компонентите. Имаме 3, 1, минус 1 и тука имаме 0, минус 1, 2. И одма ќе ги пишеме компонентите. Значи, И компонента, J компонента, К компонента. Колку имаме И? И е 2, минус 1, 1. J мораме да пишеме минус, да не забравиме. Така, J е 6 минус 0, значи 6. К е пак плюс. Минус 3 минус 0, значи минус 3.
Значи, ова е насочниот вектор, а ова е точката. Ова е насочниот вектор, ова е точката. И сега, да не биде стално дека ја пишеме во параметарски облик, да ја пишеме правата и во другиот облик. Да го гледаме другиот облик на права. Значи имаме овие се x0, y0, z0 тука, а овие се l, m и n. Тука да пишеме l, m и n, а овие се x0, она. Значи имаме x минус 1 versus овај 1 од горе, еднакво на y минус 1 versus минус 6, еднакво на z минус 1, овај 1 тука, versus минус 3. Ова е одговор на задачата.